Poštovani gledalci, počinje emisija Svetlo gore. Puno sme čulje za njego. Uvek bi rado vide na kulturne događaje Ivo Gora. Su poezije suje da kaže nešto za naše odtom granica. Da sme jeno, da istoga nosime gora vo duša. Istini si muke i meraci. Kroz svoje poezije i prikažne Nevruz Mehmedi iskaža predstavštine goranske, a kroz naša emisija će vidjeti ko je on. Nevruz Mehmedi roden je 1969. godina vo Borije, vo Gora, vo Albanija. I vo tije vreme osnovno školuje ne završi vo selo. Srednja škola pedagoška za engleski jezik ga završi vo Skadar. Kroz svoje školujene, kroz život i rabota upozna mnogo ljudi, dožive razne situacije i čuv puno prikažne što go nateralo da počne da belježi tije što misli, što osjeća i što čuje od druge. Da ostane, da ne se zapravi. Ali da trneme od početak. Ja sam roden vo 69. godina ovde vo selo Borije i predškolsko ovde sam go praviv. После и основна школа овде сум ја завршив. На средна школа сум бив за енглески јазик во Шкодра. И после јас сум мислив со резултати што сум имав во средна школа може да идем за доктор, али туека многу ми се волило. Па после, кога сум видев име на тие време, не ми дадоа право да идем за доктор. И кога ќе видим за да идем требе за албански јазик и книжевност. Сум прашав сви тога зашто ми илезе ваке. Они ми рекоа да село му е потребно во село да има еден учител за албански јазик и за книжевност, дека немале, а за другите имале и за химија, и за биологија, и за другите, а за албански јазик и книжевност немале. Мене ми леза да идем во Елбасан. Туека мислим да бив и колепка, што велиме ми, од култура. И за книжевност, па и за јазик. Туе сум добив све што ми требало за во живот. Ми дошла една идеја, фала Богу, зашто кад сви туека имаа и грци, имаа и ромој, они пишуја на јазик свој. А зашто ја да не пишувам, реко, на јазик мој? Али ке нас не било јоште пуштено на тие време да се пишуе и да се збори на горански. Ја мало ка отскришум сум почнав јене песме да ги пишувам. И кога сум завршив универзитет во 91 година, овја букет чучка со песме сум ги дав Рахмети и Назиф Докле. И он таке се бавив со поезија и со студиме на горански јазик. И он ми реков севте, Невроз, многу мучно ни е, али мислиме да успеме. Сега за сега, нека ни застанет во сандак овја песнеме, па после ќе дојде време, брки ќе се открие. И таке дојде време, после ке 95 година, 6-та, таке, почнаме да пишуеме. Ни кажете, како било во тие време, и сега е тешко, ама кад идеш од село, од места кажу се наше, кажу се научен со свој инсан, кад идеш во голем град, во школа друго, да рече меѓу друг инсан, рече сте били измешани и грци, и роми, и албанци оздола имале. Како ти било да се снајдеш? Ипак ти си отишов за средња школа, тие се негде 15-16 година. Да, таке. Многу мучно е. Магазнеме сви ми е, што ќе завршиме 8 или 9 разред, кога сме ошле септе во средна школа во други градови, да кажеме, поправата туга голема. Ми сме желале, сме се мрзиле за фамилија, не сме могле никаде илеземе од село, али не удара туга за све. За родители, за другари, и за камен. Сепски. Во тие време немало ни телефони, кај сега. Не, немало ни телефони. Книги се пишува, ако напишаш. Али мислим да било попристало. Попристало време. Ако свака пуас, сваки генерација има своји убавштини, али и наш пуас, овја било најголема убавштина. Например, на 6 или 7 месеца може да дојдеш, или година, 2 години, јас сум имав, не сум дошов дома, кога сум дошов, ме одела туга да загалим отца, матере, брата, сестра, да се цунем со ни.
А сега ми се мисли, оладело све. Оладело све, ти се види ка ни да го имаш оца, не другар више, не ка отец. И другар па ќе заминеш, белки ќе му речеш само ако си станаве, јас уморив и ништо друго. Оладело осет во инсана, во човека. Живот не бив колен, сработало кашо морало да биде и така се научило да се живуе. Па мислим на тија време ние сме имале задруга. Задруга се истурала во септемвр 91 година и само едно коло сме имале од задруга што носи до све нареде за во Кукс. Далекчен пут сигурно бив и големе муки сме имале и за медицина, кога сме имале проблеми, некоја сме ги носиле и на носило за во Кукс. Ако сме имале доктори ни идале по некоја по 3 месеца, по 6 месеца, кашо ќе ги остаи држава да служат овде за во народ. А пут не бив многу лош. Сме идале на Колосјане некога, па после се вратиме на Орешек, Црнелево. Пут ние не сме имале некој пут хубав за во Кукс. А на сегашно време сигурно е многу полесно. Немаме и опе пут за Кукс, али од Борие. Али имаме преко граница да идеш на Шиштец, на асфалт све. И за кај имаме хитни за помош, идеме во Драгаш. Драгаш и Призрени се наши први градови што не спасувале за све. Горанци биле познате занатлije, dućanđije. Negdje je prvi svjetski rat imalje oko 200 dućana samo od Borije, kroz Balkan i Dunja. Ali i vo tja vreme imalje puno što se školualje naše. Postavili nekoj trag za Gora i insan vonja. Да кажеме многу за овие гора, имала многу интелектуали. Имаме доктори, например на пензија е сега од Оргоста Мустафа Ходжа, он 60.000 операциони направив во Кукс. И од овие само, како што кажуват, јас сум изучив и книга за него, може само 2 или 3 места каде не му успело на операција и тие не за грешка негова, него за пациенти. Па имале музиканти, па имале студенти, има историјани, назив докле, што е прикажан наши академик, имале учители, имале офицери, имале инженери. Повно, они сви дале контрибут голем. Овде да не остаме, да не забреме, и сме имали заменик президента албански, што бив Намик Докле, од Борие бив. Rahmetlija naziv dokle biv akademik od Borje, koji mnogo učina i ostavi za insan i istorija, za tije što bilo i kako se preživelo. Ali, ostaje i goljema inspiracija, put napraven za svi što sakaje da odet po koraci njegove, da znajet otke daternet, pa da prajet putišta svoje. За мене инспирација најголема бив назив Rahmetlija. Јас со него, ако сме биле, оба двајца сме биле и наставници, и свекаде ке сме оделе, може и билки отскришно да сме причали нешто за горански језик и све. И мислим да и најголеми секрети што имав он запишуе, не ми ги кажав. Ни да знав се он ќе се пресели по-рано од што нам не се мисли до. И таке, а Намик почнав скоро време да пишуе на горански, поче пишував на албански, некој сега што ги превратив и на јазици други, романи, драме, тие ги има појче на албански. На горански највише е упознат назив Докле. Он ги собрав и традиција, култура и све што требало во гора, али остави уште пут за назач. Ја не сум, што велет, некој опаш негов, али се мучим да тие што он не стигнав, да онесе до крај тие, да му го онесем ја негов циль до крај за гора. Granice među Kosovo i Albanija gotovo da nemajet i voja 20 kusur godine se obnovili i rodbinske i prijateljske veze i se stvorili nekoje nove vidici za generacije koje dođajet. Kroz kultura se upoznali i kulturne stvaraoci, a kao jedan od njih i naš sagovornik
Nevruz često biv gost na goranske kulturne druženja, bilo во Gora ili во Evropa. I pored sve tija neumorno rabotav kako bi objavio još jedna zbirka poezije, koja ovaja godina ilegla od štampa. Ke me ogriva sunce je knjiga so poezija što prođa sve geografske granice od Gora. Knjiga so duša od Gurbeđije naše, rastrvene kroz dunja, za sve mlade i stare, Gora što ne zabravaje. Да пишеш некоја песна, свак може да пише песна, али не свак може да биде поет. Значи, може, кашо сме учили, сме читали некоја во школа, вели треба да ти дојде поетична муза на рамо, она да ти шепне нешто во уши, или вие велиме Евлија да ти стигне и да ти кажеш нешто што треба да се направи. За поета е мучно само да најде детај. И кога ќе најде детај најмалова, некоја тачка најмалова, што може него да го инспириса да направи. И ја може чидем на дрва, или чидем во нива, или седејќи во кафана, нешто кога ќе ме текне и одма ќе извадим книга своја, некој папир и ќе земем да пишем. После дома ќе га преправам што иде, што не иде. Овие е едно богатство. Ја ga знам јако убаво да белки помало имаат читанци се на овие време, али едно нешто знам, да луѓе дека немае време, све се поработе, трчаат тамо и вамо, они сакаат нешто што покусо да исчитаат, али поезија е многу мучна, а она треба да одбереш многу лафој, исти када ни да правиш некоја куќа, овие треба за чуше, овие треба за ке врата оде, и да ги средиш. И ја мислим да сум достигнав и опет пишувам, и опет ќе пишувам ако ми даде Ала да благ живот, и сум ги патив све проблеми горанске. Овја пут што сум напишав книга нова, Ке ме огрива сонце, ми е многу символична. Да ја живим во Шарпланина, ја живим со стока, ја живим со дејка, ја живим со река, ја живим со кукајца, ја живим со, што да ти речем, со гнездо празно, гнездо повно, ја живим со луѓи што не знаат никад да се тепаат, да се караат, само да се смијат, да се играат со еден с другого. Живим со црвена скуташа, црвена ситарка. Живим со мелодија од тупан, со мелодија од цурла. И овие како да не ме инспириша мене за да пишем. Символична ми ке ме огрива сонце. Мене ме огрива сонце во Гора. Може другаде да зајдуе, а ке Шарпланина ми или за сонце и за тија велим, туе ке ме огрива сонце и сум реков и некога и на друге интервисте што сум давав, ишла Бог ќе ми даде само во Гора да почнем крај живот да ми биде туи. Take i na amanet ni ostaj. Аманет. Ако умрем далеко од мој родни крај, во Гора онесите ме. Ако не можете, во туѓина закопите ме. Низ време откопите ме. Во црна вреча повите ме. Ка прах или коске во Гора онесите ме. Човек со богата Дамка ќе биографија, бидам. отворен за муабети, На кој знае да мајкино искаже и тие што чув и тие што на доживе. дејкина скутача, Кроз овие краток интервју ни дав Белагуска. прилика да го познаме, ќе се али патим, и не искажав доста за причи за избрани горанци бабу. кои останале овде да ќе живеат. бидем Со какве абилке, муке живуале. Како се во светија да сакувале, паси радувале, срца, мужиле и синова. жениле. Места и Нека ме легенде разбуди, кои и после векови черки не се ми сонови. забравene. Сваки сокак во Посачи, село Борие нека ме носи по посети, некоја прича. kad će За biti фамилије prava. кои овде живуале, за деца Осјети овде шо расле, за нека старе враќа живот и да душа во Гора овчари. шо остеле. Душа да ми лиза од дупке низ прсти, да бидем песна горанска,
во свечие рила. Ќе видите? Ќе вникнем горолија, да ме стај некој успомет на шија. Джердан ќе се направим, на опенке кожнен нека ме стает, врв ке да накитим, над уши ќе бидем успомен пристав, некој ќе се кпе со на, белки за Ѓурѓев ден. Тога, само тога, не ќе бидем забраен. Poštovani gledalci, kroz ova emisija ste mogli da čujete i upoznate jednog našeg pesnika, Nevruza Mehmedija, od Gora vo Albanija. Ali kroz njegove priče, vo neko naredna emisija će imate prilika da upoznate i selo Borije, so njine adeti, so insan koji ovdje ostanak da živuje kroz vekoj i legende koje se vrzane za njih. Ste gledali emisija Svetlo Gore. Ostanite so zdravije.